Продолжуваме со спорт до 9 часот. Тема зборувавме во претходниот разговор за младите и колку младите спортисти се круцијални низ добра програма да прераснат во добри спортисти. Некогаш расадник на спортисти во Македонија беа токму малите олимписки игри, надпреварите кои што беа организирани за основните училишта. Да, на кои што Јована сака да се пофали дека учествувала и била дел, исто така и јас, еве мојата маленкост. Да, вие Јована во кошарка, ние во ракомет. добро. Да. Битно е спорт. Да, битно, нели топка има. Гости ова утро ни се Глигор Христов, генерален секретар на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, Александар Андов, директорот на Општинското основно училиште Никола Карев од Кочани. И со нив ќе зборуваме за тоа што не очекува во редовната програма. Глигор, ќе почнеме со вас. Што ќе се случува на тема мали олимписки игри кои што многу ни недостасуваат. Мали се, но многу ни недостасуваат. Добро, најпрви да ве поздравам и да посекам добро утро не само на вас, туку на цела Македонија. Значи во среда и четврток и петок, значи од 14 до 16, значи во Кочани, Делчево и во Куманово ќе се реализираат малите олимписки игри. Тоа се завршни државни надпревари во 5 екипни спортови и во Куманово ќе има индивидуален спорт, атлетика за основни училишта. Овој настан нас не планиран уште на почетокот на училишната година, каде што во текот на септември и октомври сите заинтересирани општински организации значи се јавуваат на нашиот повик за да бидат домакини, не само на овие малите олимписки игри, туку и на државните првенства кои што посебно ги организираме. Така да организацијата и добивањето на домакинлукот да бидат домакини Кочево, Делчево и Куманово е решено на седница на управен одбор уште на почетокот на ноември. Како се организирани тие? Претпоставувам дека децата се сместуваат во семејства, така? Со другарчиња од друго школа. Како организирано? Така. Значи, принципот во денешно време, во последниве неколку години го сменивме. Прво да напоменеме дека во непарни години имаме мали олимписки игри, тоа се заврши надпревари за учениците од основните училишта, а во парни години имаме гимназијади, тоест завршни надпревари за средните училишта, така да секоја година да имаме една покрупна масовна манифестација. Сега во последниве неколку години после коронава се послабе интересот за примање на деца, значи сместување и да бидат меѓу деца, така да во моментот ни се усвои еден модел, пак во неколку дена, меѓутоа се организираат во сите категории Final Four турнири еднодневни, така да на градот домакин и се исти, меѓутоа децата се менуваат. Во едниот ден, пример, во една сала која има кошарка, доаѓаат машка категорија, завршуваат тоа, добиваат медали, си одат, другиот ден доаѓаат во женска категорија. Така да на тој начин со овој модел се овозможи пак да се направи еден масовен настан, деца да бидат Да, но штета се надевам дека повторно ќе го вратите тоа вмрежување, другарства, семејства, Регионот сериозно погоден од сериозна трагедија ќе биде домакин на овие спортски надпревари. Животот мора да продолжи. Мора да се сеќаваме и во чест на оние што веќе ги нема да ги одиграме овие надпревари и да поминат овие средби. Џагорот детски мора повторно да се слуша како Кочани ќе се справи со она што го очекува на спортски план. Најпрво благодарам на поканата на оваа утреска емисија, благодарам на Сојузот на училишен спорт што не возможи да бидеме домакини на оваа манифестација и ние како училиште да бидеме носители на оваа манифестација на малите олимписки игри. Од таа причина мислам дека е прав момент сега да во Кочани повторно се слушнат детски од Џагор, да се слушнат победнички звуци, песни, затоа што сме погодени многу од оваа трагедија која што се случи. Ке треба многу време да се оправиме и како град, и како регион, и како држава. Сите сме со вас, да знаете. Знаеме, ви благодариме, знаеме, ги добиваме секојдневно вашите поддршки. Но ние како регион и како град мислам дека треба да смогнеме сили и ние како образовни институции и училишта треба да бидеме првите кои што ќе придонесат во оваа рехабилитација од ова се што се случи во Кочани и се надам дека со овие мали олимписки игри ќе биде еден нов почеток на она што треба
да значи игра, развој, училишта, спорт во нашиот град и во нашиот регион. Како реагираа дечињата кога слушнаа дека сепак ќе се одиграат и во Кочани овие надпревари? Видите, најпрво не бевме нити подготвени, нити свесни што се случува во нашиот регион и во нашиот град. Но едноставно ние кои што работиме во образованието, како што кажав, и кои што се бавиме со спорт, мораме да бидеме први на овие борбени линии и да покажеме достоинство, храброст и да го покажеме правиот пат оному кој што ќе треба да продолжиме како луѓе, како генерации, како идни спортисти кои што ќе треба да ги бранат боите на сите репрезентации и клубови кои што играат во нашава држава. А дечињата кога слушнаа дека ќе се одржи сепак овие мали олимписки игри, дека ние ќе бидеме домаќини, тоа го прифатија со голема радост, со нетрпение. Веќе се спремаме, се подготвуваме на големо за да бидеме добри домаќини и ќе направиме се за сите кои што ќе дојдат со сеќаат добро дојдени кај нас, гостопримството да биде на високо ниво, а ние да се покажеме како ни добри домаќини. Воопшто не се сомневаме во вас и во вашиот домаќинлук и во македонското добре дојде за сите, особено за нашите, во нашите простори. Глигор, колку малите олимписки игри се расадник на таленти? Ако некогаш беа и ако некогаш требаше навистина добро да се покажеш, доколку сакаш да се развиваш спортски во некој спорт, тоа беа тие мали олимписки игри. Како е денеска? Па денеска може да кажеме многу слично како порано. Има ли кој да ги види, кој да процени, кој да прашува дете од каде е тренирали во некој клуб и така натаму? Така. И има, значи, сите тие што, значи, училишниот спорт од секогаш бил расадник на врвни спортисти. Впрочем, и мислам дека не постои некој наш врвни спортски легенда или докажен спортист и на национално и на меѓународно ниво, кој што не почнал ни со училишниот спорт, затоа што преку училиштето и училишниот спорт на децава им е најблиску и најдостапно да почнат да се занимаваат со спорт. Така да малите олимписки игри, значи, се врв на квалитетот во училишниот спорт, затоа што да дојдеш на завршницава, каде што се најдобрите 4 екипи, треба да поминеш 4 нивоа. Значи, овде ние имаме на завршницава најдобри 4 екипи, од каде што една екипа од домакинот, и имаме 3 екипи најдобри од регионите. За да дојдеш да бидеш најдобар во регионот, прво треба да бидеш во општинава најдобар, па после имаме помали општини здружени во меѓуопштински надпреварувачки целини, па имаме зони и региони. Значи тие што се тоа се скалила. Така треба на 3 нивоа да бидеш најдобар, или за да бидеш државен шампион треба и на државни, значи на 4 нивоа треба да дојдеш да бидеш шампион, затоа што има тука, значи, од сите школи пријавувано, во сите овие колективни спортови се најпопуларни и фактички од околу 300 основни училишта, значи без подрачните, значи доаѓаме до една бројка сериозна, значи да имаш најдобар ова. Александар, како училиште, вие сте директор на Никола Карев од Кочани. Како училиштата се однесуваат кон материјата спорт? Да, имате професори, дали се вежба физичко? Да, или имате професори, наставници по спорт, меѓутоа како се практикува тој час и дали имате вон наставни часови, дополнителни тренинзи? Се сеќавам кога ние одевме на училиште, не си одевме од училиште. Прво одевме на часови, па на теренчињата кои што беа бетонски и асфалтни, да, ние немавме фенси модерни терени, имавме наједноставните на кои што се кршеа и раце и нозе и глави, ова буквално го кажувам, затоа што така беше. И потоа одевме дома да ручаме или да нешто меѓу ручек и вечер и се враќавме на тренинг во истото училиште, во истата таа сала. Каков е односот денес на професорите по спорт за спортот што треба да се тренира и каков е односот на децата? Заинтересирани ли се едната и другата страна? Па добро, фатев јас дел од тоа време кога цело време бевме по терените и во училиште и по завршувањето на училиштето. Колку пара патики се искинете? Да не ги броиме. Да, многу. Од голема пренос е тоа што пред неколку години се воведе и физичко и здравствено образование во паралелките од прво до пето одделение, со таа тандем настава, каде што од најмала возраст учениците веќе можат да имаат час по физичко и здравствено образование.
да се држат и дополнителни часови покрај редовните часови по физичко, оние секции кои што остануваат најдобрите од колективните или индивидуалните спортови се припремаат за овие надпревари за кои што Григор збореше претходно, за да ги поминат нивоата и да бидат дел од овие мали олимписки игри кои што за дечињата значат како да играат на европско или светско првенство, така ги доживуваат, со таква еуфорија пристапуваат. Часовите по физичко да се одржуваат. Сега вештачката интелигенција и оваа технологија допринесува да одредени дечиња се насочени во тој дел, но се обидуваме да смогнеме сили да ги насочиме на правата смисла на часот по физичко, е тоа дека треба правилно да се развиваме како личности, што во позитивен спортски дух, што како здрав живот на живење. И да се постави дисциплината, Дисциплината, така е, спортскиот менталитет, спортска хигиена, така е. Да се носат, се знаат. Се уште функционира во нашето училиште тоа, горцум на тоа дека така функционира. И со самото тоа што јас сум професор по физичко и здравствено образование, моментално сум директор на училиштето, се вложувам колку што може максимално за да ги овозможам и подобри услови да имаат децата на часовите по физичко и да наставниците си ја следат програмата за работа онака како што е предвидена уште на почетокот на учебната година. Ни останува само да ви се заблагодариме што одвоивте време ова утро, да ви посакаме убави мали олимписки игри, да ви посакаме детската смеа, джагорот, радоста да надвладеат, да ни го вратат животот на секаде во нашата мала, мила земја. Глигор, на Сојузот на спортови да му посакаме убави завршни турнири, дај Боже да се роди уште некое, да се изроди од таму некое ново дете кое што ќе биде понатаму репрезентативец и продолжете во тој ритам, во ритамот на спортот да ни носите радости. Благодариме уште еднаш.